А ова година сакам да кажам дека посебно општина Прилеп дава акцент на она што ќе се случува, значи на 11 октомври во петок, имено во раните утрински часови во 8:30 ќе бидат положени цвеќи на споменикот на Методи Анданов Ченто и на Кузман Јосифовски Питу. После тоа ја обновуваме традицијата да организираме еден граѓански марш до могилата на непобедените. Имено од Меморијалниот музеј 11 октомври, тоест од участакот, заедно сите граѓани, издруженија, пријатели на борците, боречката организација и сите оние граѓани што ќе ни се придружат на овој граѓански марш. Сакаме да ја обновиме таа традиција што порано се случуваше во Прилеп, така да од участакот до могилата на непобедените ќе почнеме околу 9 часот, ќе стигнеме на могилата на непобедените, ќе се положи цвеќе на алејата на народните херои, потоа на споменикот Жена Борец и на крај на паркот на револуцијата на могилата на непобедените, каде што ќе се одржи пригоден говор на представници на владата, на општината, така да во оваа прилика уште не сакам да ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани кои што имаат можност да ни се приклучат на овој граѓански марш, со тоа што ќе им оддадеме почит на борците кои што ја оствариле ова денешна наша слобода. Станува збор за се уште зачуваните живи стари занајати во Прилепската чаршија, за оние современи херои на Прилеп кои што се обидуваат макотрпно, посветено и со љубов кон чаршијата и градот и натаму во своите скромни работилници да ги одржуваат старите занајати кои што се продолжение и одлика на некогашните еснафи, поради кои што впрочем Прилеп го носи името на еснафски град. Велам за деталите на промоцијата утре во 17 часот. Во истиот простор, значи, меѓутоа од 18 ќе биде отворена изложба со наслов да ги зачуваме старите занајати за Прилеп, со што првиот проект добива еден мултикултурен пристап, бидејќи повторно во фокусот се прилепските занаетчи, станува збор за 36 фотографии работени во винтидж стил, со цел што подобро да се доловат старите занаети и се она што представува конотација на дејноста која што тие се обидуваат да ја одржат, што во исто време значи одредена туристичка атракција за нашата чаршија во Прилеп. Ќе бидат изложени 8 фотографии на занаетчиите, нивни алатки и дел производи. Во овој контекст сакам да најавам дека овој проект навистина во соработка со занаетчиите, Министерството за култура, во соработка на локалната самоуправа и особена поддршка на градоначалникот Илија Јовановски, навистина добива едни очекувани, меѓутоа восхитувачки димензии. Преку овој фестивал, кој што ќе трае 2 дена, со почеток од 13 часот до 1 часот по полноќ во овие 2 дена, како и секогаш, општина Прилеп повторно прави промоција на културните работници од драмска, ликовна, музичка, издавачка дејност на град Прилеп. Покажавме досега во претходните настани дека ни е многу битно да ги презентираме и негуваме нашите културни работници, прилепските културни работници, и точно овој фестивал е посветен на нив и на нивната промоција.